и на седниците на Советот и од моја страна се потенцира дека едни од поголемите прекршители во сообраќајот по однос на узурпација на обезбедените паркинг места се всушност представници од државна јавна администрација, вклучувајќи тука и многу голем број на луѓе вработени во Министерство за внатрешни работи, каде што еве, например, сега на овој брифинг ќе покажам само една фотографија со која што сакам само да ви доловам за состојбата во која што ние се наоѓаме како локална самоуправа. Например, оваа фотографија добив од засегнат граѓанин, кој што сликал пред општината возило кое што е паркирано токму на место каде што имате одбележено место за забрането паркирање освен за службени возила. Тоа е на самиот влез на општината и пред влезот на полициската станица. Значи, ова возило е собственост на висок полициски функционер, кој што и покрај сите укажувања не сакаше да ја тргне колата. Јас бев принуден како градоначалник да свртам на 192, да го пријавам случајот, да дојдат да го отстранат возилото. Секако пајакот дојде, но самото возило истиот господин си дојде и од оваа локација го префарли на спротивната локација и полицајците кои што управуваа со пајак возилото всушност беа немочни, бидејќи не сакаат да постапат кон нивниот предпоставени. Ова е само еден од многуте примери со кои што ние се соочуваме во борбата против самовластието на поединците кои што ги злоупотребуваат своите позиции и за мене е очекувана ваква реакција. Ова е само еден реваншизам кој што оди на адреса на јавното предпријатие, бидејќи со тоа се оневозможува нивното нормално функционирање. Доколку тие поединци сметаат така, многу е покоректно да излезат на седница на Советот и да кажат дека нив власта не ги допира, не ги засега, да објасниме на јавноста, можеби тогаш и немаме потреба од јавно предпријатие кое што ќе дава вакви услуги, па да живееме сите во еден урбан хаос, кој што всушност тие кои што треба да го превенираат го потикнуваат.